Тогаш кога времето е променливо, една од најголемите дилеми што да правите со вашето слободно време е дали да останете дома или да излезете на прошетка. Ако ја бирате првата варијанта, одберете да останете во вашата удобна позиција, токму на оваа фреквенција. Следува ново издание од Урбан Блок. Во продолжение ќе видиме што ќе гледаме. Се препорачува оваа терапија, значи не само во случај каде што имаме појава на алопеција или келавост, туку и во случај чисто да ја регенерираме. Целата терапија е една идеална солуција за деловни жени, за зафатени жени. Огромна љубов, взаемна љубов, која што колку му давате на инструментот, 100 струкови враќа тој. Поголемиот дел од клиентите се насочуваат кон нешто што е универзално, односно што е безвремено, да речеме. KC Quantum работи на пулсирачка струја, значи нискофреквентна струја, со интензитет на бранови кои што ги прилагодуваме според клиентот. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба внимателно да се прочете упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Лечење на акни, пигментации, лузни капилари, стриви, целулит, подмладување на лице, врати и деколте, зголемување на усни, ботокс, обликување на тело и голем број иновативни третмани на лице на база на хиалурон, матични клетки, црни црвен кавијар, минерали, витамини, колаген, Q10, акај бери, чист арган, морски алги и бисер, плактон, 24 каратно злато, екстракт од полжави ретин С, фактор за раст и многу други новитети наскоро. Специјалистичка ординација по дерматовенерологија и естетска медицина. Skin Solution. Се за вашата кожа. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Мезотерапија на коса е терапија која опфаќа внесување на коктели во самиот капелициум, односно во самиот корен на влакното. Станува збор за револуционерно откритие кое ги решава проблемите со прекумерно опаѓање на косата, предизвикано од различни причини, па дури до појава на алопеција или келавост. Мезотерапијата го запира опаѓањето на косата и предизвикува создавање на нови влакна. Ова е навистина револуција не само кај оние што имаат проблеми, дали од здравствени причини, дали после една хемотерапија, значи кај болните од карцином, дали заради генетски проблем или пак дури и кај најмлади заради се повеќе термички обработување на косата, значи примена на хемикали, бои, бланшеви, едноставно поагресивни средства, сето тоа го истанчува влакното, ја вложува циркулацијата, односно исхраната на коренот на влакното или на зародишот, како што се вика матрикс, и со тоа имаме истанчување на косата, опаѓање и изречување. Просто не делува живо. Значи, за повторно да ја вратиме живоста на самото влакно, сјајот, косата викаме да биде послушна, значи добро да се моделира, се препорачува оваа терапија, значи не само во случај каде што имаме појава на алопеција или келавост,
туку и во случај чисто да ја регенерираме. Овој период од годината по термичкото оштетување на косата од сонцето во текот на летото е идеален за примена на мезотерапија. А за начинот на изведба и благодетите од третманот зборуваме со доктор Весна Георгиевска од Центарот за медицинска козметика и естетика Дермабела. Значи, за таа цел користиме готови коктели кои што представуваат една комбинација од аминокиселини, значи сите се тие градбени компоненти кои што и влегуваат во израдба на клетките, и хиалуронска киселина, флавоноиди, гроу фактор или гроу пептиди, односно градбени пептиди се исто така, и еден мултивитамински комплекс кој што ни е неопходен за да едноставно го добиеме растот на влакното и свежината. Значи, со тоа добиваме хидратација, стимулираме циркулација во самото подкожно ткиво на капелициум на главата и автоматски стимулираме стварање на нови клетки, односно нови влакна. Се состои процесот во третирање ситни убоди по самиот капелициум, при што се ствараат малечки папули каде што ја убризгуваме течноста. Значи, таа оди директно во кожата, односно до матриксот. Станува збор за сосема безболна терапија, без контраиндикации или било какви ограничувања. Витаминскиот комплекс е тој кој што ќе ни даде хидрирање на влакното, подобрување на циркулација, односно исхрана на самиот корен на влакното, и тоа ќе ни стимулира стварање на нови клетки. Пептидниот комплекс и флавоноидите ќе бидат и аминокиселините кои што се како градбени материи, ќе бидат тие што ќе ни стимулира стварање на нови влакна. Затоа многу е битно да го обработиме и почетниот дел, каде што ни треба, значи, да ни се створат тие нови влакна. Статистиката покажува да после една сеанса од 8 до 12 терапии, кои што се работат на растојание од 7 дена, односно еднаш неделно, дава до 61% престанување кај клиентите, престанување на опаѓање на косата и обновување, освежување на влакното, односно 73% стварање на нови влакна. Значи, потребно е да се направат 5 терапии минимум и веќе после третата терапија клиентката забележува дека се помалку коса опаѓа, дека има повеќе коса, а веќе после шестата терапија забележува дека растат и нови влакнеца. Значи, ние многу често кај машката популација, каде што се јавуваат тие залистоци, кога почнува да опаѓа косата, ние многу често тие ги исцртуваме и навистина забележуваме дека во тој дел почнуваат да растат нови влакна, како што кажав, до 73% обновување на кожата на влакното. Значи, ова е една метода која што е многу безбедна, која што навистина не е болна, е пријатна, внесување на овие коктели во самата кожа и кој што би ни го одложиле процесот за трансплантација на коса. Значи, кај оние каде што веќе почнала да опаѓа коста, треба веднаш да се прави мезотерапија и, како што кажа, препорачливи се од 5 до 12, односно од 8 до 12 терапии. Значи, веднаш после терапијата 2 часа не треба да се мие главата и треба да се одржува понатака, значи, со биостимулативен шампон, кој што ги содржи, тоа е од истата колекција, кој што ги содржи сите аминокиселини и флавоноиди и градбените пептиди, кои што понатака помагаат исто да ја хидрираме и самата коса, односно да не се суши, значи ни да се масти, ни да се суши, него да добива само влажност. На овој начин се обработува првенствено предниот, а потоа и задниот дел од кожата на главата, а по неколку третмани резултатот е густа, сјајна, регенерирана и освежена коса, лесна за моделирање. Со доктор Наталија Јорданова Трајевски од дерматовенеролошката ординација Skin Solution разговараме на тема мезопил. Докторка Наталија, ја за ова прв пат слушам мезопил. Нешто ме потсетува на мезоперација или на, не знам, може би сум близко, може би не за што станува збор. Ви веќе доволно ја совладувате естетската дерматологија. Да, вистина, значи станува збор за комбинација од медицинска микродермоабразија со мезотерапија по избор, така да мезоперацијата е точно
една алтернатива од самата мезотерапија. Може да се прави мезотерапија со игла, дермаролер, дермапен, но сето тоа се подвидови на мезотерапија, така да правилно сте ориентирани. Комбинација од микродермоабразија со мезотерапија. Така, значи станува збор за третман на лице или не мора да значи? Да, на лице, на врат и на деколте. Исто така може да се применува и во регија стомак, кај што има одлични резултати за најмногу за стриите. Да. Иако веќе да објаснивте некако до нешто јас го начнав, меѓутоа ајде уште еднаш зашто точно станува збор, значи како се изведува комбиниран третман? Да, комбиниран третман е кој што се прави паралелно, значи наеднаш, не се дели на два третмана. Значи се прави во една посета во нашата ординација. Најнапред се прави медицинска микродермоабразија, за неа подетелно објаснувавме во една од претходните емисии. Тоа е тој метод кога на хидросистем во едната е проветена или чиста деминерализирана вода, во другата реално гледаме се што длабински вадиме од самото лице. Со самата микродермоабразија се постига едно длабинска нега, длабинско чистење на самото лице. И на тој начин мокна ексфолиација која што ни е предуслов за мокна апсорбција на самиот мезококтел. Веднаш после медицинската микродермоабразија се пристапува кон мезотерапевскиот третман и овде веќе зависно од фототипот на кожа, од годините на самиот пациент, од проблематиката, избираме дали мезотерапијата ќе е под форма на игла, дали ќе е под форма на мезопорација, што ја споменавте вие, дали ќе е под форма на дермаролер или дермапен. Без разлика за кој метод нели станува збор, сето тоа е мезотерапија, значи се работи со мезококтели кои што длабински продираат до дермисот. Зависно од проблематиката избираме дали ќе работиме анти-ејдж, нели редукција на брчки, дали ќе работиме антипигментацијска мезотерапија. Нормално тоа е за намалување на пигменти, тоест на флеки. Постои антиакне мезотерапија, исто кажав дека има солиден ефект во редукција на стрии од областа на бутините и на стомакот. Целата терапија е една идеална солуција за деловни жени, за зафатени жени, кои што тешко можат да одвојат време, а сепак сакаат да ја негуваат својата кожа, од простата причина што се изведува еднашка месечно. Тоа е добрата опција на самиот мезопил третман и резултатот е нормално длабински исчистена кожа, длабинска нега, редукција на фини брчки, подобрена структура, еден освежен тен на самата кожа и нормално ако веќе се работи проблематика, редукција на акни, на пигменти и на стрии. Така. Кажавте дека се прави еднаш месечно, а колку време трае еден третман и колку третмани во серија се потребни за некој се потребни една минимална серија од 4 третмани, без разлика значи која проблематика ја третираме. Од самиот факт што, например, ако се работи со дермаролер или со дермапен, самиот ролер, јас објаснував во една од претходниве емисии, има различна должина на игличките. Значи ролерот представуваат едни 540 микроигли кои што ротираат. Обично се почнува со 0,5 должина на иглите и секој нареден третман, нареден месец кога ја третираме кожата, одиме со подолги игли, значи 1, 1,5, 2, 2,5. Се зголемува должината на иглите, а со тој апсорбцијата на мезококтелот и нормално самата ефикасност е поголема. Затоа секогаш препорачуваме минимална серија од 4 третмана. Исто и кога се работи со дермапен, самите кетричи ние ги автоматски ги подесуваме должината на иглите, но нормално дека уште од првиот третман ние не можеме да одиме со голема должина, бидејќи ќе направиме голема траума на самата кожа, така да тоа се оди протоколарно и постепено. Има ли некои ограничување во однос на возраст, категорија на луѓе кои што не може да подлежат на третман? Ограничувања нема. Слободно се работи и кај тинеџери за редукција на акне. Се работи кај возрастни личности, значи за намалување на брчки и на пигменти нормално. Но ако се работи под формата на игла, значи со мезотерапија, постои една контраиндикација. Значи самата мезотерапија кај бремени, кај доилки и кај луѓе со метални импланти не се изведува. Тоа важи и за мезопорацијата, бидејќи таму се работи на принцип на електропорација, преку апарат се работи самиот третман, така да исто металните импланти се една од контраиндикациите, како и бременоста и доењето. Несакани ефекти некој од третманот? Несакани ефекти нема, може да има слабо црвенило, кое што во зависност од кој метод на мезотерапија е избран, например ако е со дермаролер или со
дермапен, околу 1 до 2 дена трае самото црвенило. Ако е мезотерапија со игла, може да има хематомин нормално на местото на убодот, но сето тоа е минливо и обично и да има некои поизразени хематоми најмногу за 5-6 дена поминуваат. Така, значи за сите оние кои што се премногу зафатени еднаш месечно да, наистина идеална солуција за динамични луѓе. Така, ви благодарам. Благодарам. Тој е дел од едно од најпопуларните дуа овде кај нас, музичар, автор и е посилниот пол од дуото Силви Бенд. Велам добре дојде на Владко Плевнеш. Добро ни дојдовте во Урбан Блок. Добро ве најдов. Во емисијата Урбан Блок вообичаено со гостите си разговараме на урбани теми и едно од прашањата е дали вие мислите дека живееме во едно урбано време и дали воопшто во Македонија има урбани луѓе? Има, зашто да нема, мора да се сакаме ние македонците. Зашто ние ако не се сакаме, нема ни другите да не сакат. Сега, нормално дека нивото мора да се дига помалце и ќе биде. Главно, има голем напредок, јас тоа го гледам. Така. Може да се каже дека живееме во модерно и урбано време. Така, апсолутно. Ајде малку ве најавив едно од најпопуларните дуа кај нас и така е Силви Бенд, долги години. Скоро 30 години. Скоро 30 години, да. Не сакав да ги споменам годините, меѓутоа, да, баш напротив, така, со задоволство. Слободно зборувам и за годините за све. Така и би требало да е. Долги години. Здравко Чолиć, Вајта, Јадранка Стојаковиќ и мислам дека нема кого нема пратено со мојот бенд, групата Тао, која што беше навистина на времето најдобриот пратечки бенд на југ просторите. Така што после тој период одлучив сепак, пошто ние сме големи патриоти, малку и во Македонија си дојдам, пошто многу патував во Сараево, Загреб, Белград. Тие беа големи турнеи по 60 дена, по 80 дена, човек се губи, не знае во кој простор е. И по моето доаѓање тука со Калиопи направивме групата, една година бевме јас, Роме и Калиопи. Да би во меѓувреме дошла Силви да студира тука во Скопје. И јас си викам, ајде доста со тие групи, една група, друга, 10-20, кам сега ќе направам своја група. Ќе направам своја група, но ако имам со кого. Бидејќи Силви дојде, јас видов какви квалитети поседува. Викам, сега е правиот момент да се направи група права со квалитет, со квалитетни композиции. И така го формиравме нашето дуо, кое што на почетокот настапуваше прво по нашето море, го викаме ние, по Јадранот, па тука дојавме во Скопје, настапувавме. Ние бивме единствената група што свиреше по тие ноќни клубови, се сеќавам на времето Мейкап, Рандеву и слично. Ги правиме тие живи настапи, со тоа што тоа беше навистина иновативно. Ги свираме сите светски хитови од топ 10, баш знам, книгичка ни испраќа од Германија. Тие што се топ 10, ние моравме да ги свириме тоа време. Витни Хјустон, Мадона, не знам, сите тие артисти што се појавува, ние ги свиревме, имавме многу комплименти. Дори луѓе со студија што имаат ќе дојде да не барат
на маса кај нив, не знаејќи дека ние свириме. Па конобарките ќе речат да, ќе дојдат на пијачка, меѓутоа да завршат со свирење, они гледаат, не им се верува дека тоа е жива свирка. И ето од тога помина скоро 30 на години. Ето успешно ние функционираме со Силви. Веќе имаме 6 албуми, еве го и 7-миот на прагот веќе чука. Така. И можам да забележам помеѓу таа една љубов со музиката, која што е взаемна, како што кажавте, тука се роди уште една друга љубов. И пак таа уште една љубов преку клавирот. Значи, затоа пред малку трнав. Ево и него го носам и на мајца во моментот, затоа што се гледа дека стварно тој е некој спој на убавото, уметноста и правата љубов која што дојде во случајот према Силви, која што трае многу и ќе трае. Всушност пак исто така ние на самиот клавир се упознавме и дојде некако цело време од клавирот трна преку клавирот и пак до Силви, заедно со него. Да, се некако околу музиката. Се врти околу музиката и околу клавирот. Обично така велат, љубовта раѓа љубов. Да, така да и оваа една љубов кон музиката ве споила. Да, велат дека така. не се мешаат љубовта и задоволството, односно работата и задоволството. Да. Вие сте ги помешале. Меѓутоа, јас сум ги помешал. Резултатот е, ево како што гледате, јас сум цело време насмејан, расположен. И не сме да има љубовта граници. Јас едноставно, многу луѓе на нашите свирки доаѓаат и има секој што јас не го кажувам, него другите од таа страна и другите треба да го кажат, викат Владко, ние навистина уживаме на вашата свирка, навистина фантазија. И јас му викам, па добро, нели бевте кај други музичари, други концерти? Бевме, вика. Меѓутоа ние не го видовме тоа што вие го правите. А што е тоа, викам, што видите? Владко вика, јас знам дека ти си пазари некој хонорар ќе го добиеш. Меѓутоа, ти успеваш мене да ми ја пренесиш твојата енергија и јас те гледам ти кога свириш, дека ти уживаш во тоа. И тоа уживање мене ми го пренесуваш. И таа е тајната. Значи мора да уживате во она што го правите. Мене ми е задоволство. Нормално хонорарот како хонорар ќе дојде, многу пати нема ни хонорар. Меѓутоа, ако седнеш честно и убаво, јас и дома кога ќе седнам самиот, јас уживам во свирењето. И таа е тајната и што е тој спој што се родил уствари. Вака некако ми се чини сте споиле вие она 3 во 1, значи. Да, апсолутно. Љубов, друга љубов и задоволство и работа, тука сте смешале. И 101. Да, до 101. И назад. И назад. Да. Сте си помислували ли некогаш вака во овие долги години кариера, творење, дека можеби можеле со нешто друго да се занимавате? Имало ли моменти кога можеби некогаш сте си помислиле можеби требаше да пробам и нешто друго или требаше нешто друго да работам или постојано сте доследни? Јас сум постојано доследен на ова. Меѓутоа се сеќавам тоа уште бев некаде 607-8 деление, уште живеев во Охрид и свирев клавир нормално и бев во едно многу добро друштво, тоа на Сарајсче тамо популарното кај популарната Охридска куќа, куќата на Робевци, музеот, и ние многу игравме фудбал. А јас бев многу добар голман. Многу тешко можеше гол да ми се даде. И имав мои обожаватели, фанови, ке чекаја кога играме ние, јас да ја одбацам топката и они ќе се испотепат да ја фатат да ми ја донесат. Меѓутоа, и во тие моменти на прво место ми беше музиката. Многу пати ќе дојде Владко, ајде ќе одиме ќе играме фудбал. Јас си викам, одете вие, јас во моментот вежбам клавир. Кога ќе завршам после сат-два, јас ќе навежбам тоа што треба за школа, што е клавирот мојата љубов, мојот инструмент. Ќе одам тие уште на ливадата, седат и играат, и ја ќе продолжам ќе играме исто така. Меѓутоа, после веќе во средна школа, по други со врските инструменти бара многу жртва. Јас знаев по 10 сати на ден да вежбам клавир и тука веќе немате простор ни за фудбал, ни за ништо друго. И некако по природен пат се дистанцирав од тоа и само тоа поштено и најпоштено го работам само тоа и од тоа живеам. И откривме можеби тајната на успехот во работата. А која е тајната за успешен брак? Тајната за успешен брак? Нема тајна за успешен брак. Нормално ако ви кажам дека е све феноменално и добар метаболизам на кој што му благодарам многу. Да, можам да си каснам, можам да си пивнам што сакам и тоа ќе си помине низ мене и после се чувствувам пак слободен и добар. Исто така, по некој ден знаеме, во недела обавезно и уште по некој ден ако имаме слободен од самата недела, одиме со Силви, се качуваме на водно, пешки од нашата куќа до средно водно и тоа е нешто фантастично. Многу пешачење,
Така, тоа е, мислам, за здрав живот. Кога сме кај здравиот живот, да. Овде сме на едно место каде што се служи вкусна и пред се здрава храна. Да, точно. точно. Јас предлагам да видиме што ни подготвили да пробаме. Може. И јас би сакал вака, разузнал сум како голем гурман, пошто Силвија стално не изненадува со некои интересни специјалитети и стално измислува некои новитети, па ајде да видиме за овој пат што ни припатува. Тоа е убавината. Ајде. Да. Убаво си разговараме со преубава храна во убаво друштво, така одговара Силвија, што ни подготвивте. Денес се одлучивме како предјадење за топла салата, еден многу познат вегетаријански специјалитет во Кина, кој што е направен со ојстер сос, односно сос од морски плодови. Значи, ова е тоа, пржени кинески зеленчуци, и морам да напоменам составот, бидејќи има работи кои што се увезени од Кина, а ги нема на нашиот пазар. Сега ќе ги покажеме. Ова е корен од лотус. Кога ќе го видат нашите посетители, наведом мислат дека е кашкавал, дека е, нели, млечно нешто, меѓутоа не користиме млечни продукти во Кина, нели, не е позната Кина по кашкавал, по сирење, се уште не конзумираат такви работи. Коренот од лотус има брокула, пиперче и сето ова пропржено во ојстер сос, каде што има мала, блага миризба на морски плодови. Преубаво изгледа, морам да кажам. Да, ви благодарам. Потоа што јас ги обожувам морските плодови, вака убаво аранжирано, навистина, прекрасно. Да, јас А че ми ја Силви мора да знае добро да аранжира до името. Да, до името. Шала, наистина прекрасно изгледа. Месо и свинско, пилешко месо воопшто не конзумираат и кога станува збор за телешко, многу го сакаат ова луто телешко, бидејќи може да видите дека на дното на тањерот само е сосот. Да. Воопшто не е мрсно во смисла да се гледа зејтин или ако е пропржено во воктава, еве го месото како изгледа. Како да е варено, а не како да е во сос пропржено. И нашиот готвар ги обожава црвената пипарка за декорација, убаво изгледа, а оваа пипарка е лута. И морам да напоменам дека зеленчукот кај нас не се вари. Директно се пржи во воктава на висока температура за да крцка. Има лут зачин, ќе го пробате и ќе ми кажете дали овој тип на луто ви се допаѓа, бидејќи во нашата кујна имаме повеќе типови на лути сосеви. Бидејќи ова е еден тип на лут зачин во оривчето со ракчиња, за да иде во комбинација со вегетаријанскиот специјалитет, се одлучив за лут ориз со ракчиња и со зеленчуци. Меѓутоа, овој лут зачин, еве се гледа дека е црвен оризот е од зачинот, ама овој лут зачин е многу различен вкус од овој зачин што е овде. Ќе пробате и ме интересира кој повеќе ви се допаѓа, бидејќи ова е ново, нешто што зачин што досега сме го немале, неодамна е увезен од Кина. Јас лично го обожавам и многу го сакам. Прави ми и тестенини со овој зачин, да, и Вирче го обожава. Да, ама сепак е нешто ново за нашите гости. Сите што ја пробале нашата кујна, не го пробале овој зачин. А бидејќи сакаме да не бидеме досадни на пазарот, нели секојаш да има нешто ново, да, мислам дека овој зачин е нешто што луѓето од Македонија не може со ништо да го споредат слично. Не е како лут ајвар, не е како пинџур, не е како пиперка, е поинакво нешто и мириса дури поинако. Пробајте го, па ќе ми кажете. И за десерт колаче со порака. Ме интересира, да, ова е шлагот во кинеската кујна, велат особено во Америка. Колачињата со порака во кинеските ресторани се многу познати. Јас морам да напоменам дека многу пати сум била во Кина, нели? Јас не сум живеела, меѓутоа на 4 месеца, одам на 5 месеца, кога нешто зимаме, увезуваме зачини да дегустирам нови специјалитети. И покрај тоа што сум прошетала во многу градови, никаде не сум сретнала во рестораните колаче со порака во Кина. Значи, ова е специјалитет кинески кој што е американизирана работа на кинезите во Америка, за да го кренат прометот во рестораните, да направат нешто интересно, да, маркетиншки трикови, да. И затоа често се случува да кога ќе одиме во Кина, ние како странци побараме колаче со порака и се чудат во Кина. Што е тоа? Како не знаете? Така да, ние кога го отваравме ресторанот, пред да го отвориме, бевме во
имав прилика да посетам еден храм во Кина, каде што бев воодушевена како изгледа и монасите ги гледав како живеат, како куќиња си чуваат во ракавите, има посебни кинески куќиња без влакна. Значи, природата нивна ја наблюдував, ни подарија многу работи за ресторанот, слики, а меѓу другото ни подарија и книга со мудрости, каде што ние тие пораки ги преведовме на македонски и ги ставаме во колачињата. Да, по пословици, по мудрости, да. Така да сите посетители наши сакам да знаат дека во колачињата се тие пораки, бидејќи монасите кога ни ја подарија книгата рекаа дека ја даваат за берекет, за убаво, да се најде нели на секој нешто сака душата да се ја исполни со мир. Сепак тоа е религија која што има долга историја, па да видиме нас што ќе ни се падне. Секако, треба човек да верува малку во тоа. Да ве послужам. Јас на дел од храната сум пробала, дел ми беше нова. Гостинот исто така кажа дека сака кинеска храна, меѓутоа како ова ви се допадна што го? Ова јас мислам како да ја прашале Силви или да го прашале универзумот што да направат, што можувам и навистина ако ме праша јас навистина и јас самиот ова би го порачал со морски плодови, прекрасен сосот, со лотосот. Тамо другиот сос што ме прашавте, навистина ми се допадна. И на крај главното јадење си сакам и љутко така и со месце, сепак си изјадем македонци, си сакаме мевце да има. Така, поготово со љуткиве пиперчиња, сега има и периодот, навистина немам што да кажам. Беше. Што најмногу ви се допадна? А од овие три работи сите се на стотка. Ако имаме од 1 до 100, стотка трите. Нема што најмногу, све си е екстра и си оди едно со друго, поготово со вака убаво аранжирано. Наистина нешто прекрасно и преубаво ми беше со вас две дами тука, да се истераме една вака убава емисија. Ви благодарам. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба внимателно да се прочете упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Лазерски третмани на акни, лузни, пигменти, вени, капилари, габични инфекции на ногти, лазерска епилација, најнови естетски методи за подмладување, слабење и обликување на тело, маникир, педикир, депилација со органски восок, релакс масажи и голем број ексклузивни и иновативни третмани на лице со реномирана козметика. Открите ја својата поубава страна. Центар за естетика Alter Ego.
Сладке не е pre každého. Konopné mazanie áno. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Ефикасни третмани за убавина, слабење и подмладување со повеќе од 50 апарати, биолошки третмани, масажа, солариум. Заштедете на време со повеќе третмани истовремено. Се што и треба на современата жена. Професионална нега, лесна достапност, дискреција. Дојдете во Силуета. Новитетите на пазарот за внатрешно уредување на просторот се менуваат многу брзо и често, што практично невозможува доследност во следењето на трендовите. Сепак, трендот освен дизајнот, боите и материјалите, ги опфаќа и новите концепти на уредувањето кои се во согласност со времето во кое живееме. На трендот се почесто се гледа како на животен стил прилагоден кон вистинските потреби, па недостатокот на време и малата квадратура според тоа наметнуваат максимална удобност и искористливост, како и едноставност при одржувањето. Согласно ова, просториите за дневен престој се почесто ја нагласуваат удобноста, мобилноста и мултифункционалноста, додека спалните соби поради максимална искористливост на просторот стануваат место за активни случувања. Ова се секако пожални карактеристики кои осигуруваат подобар квалитет на живеењето, но освен овие логични и прифатливи модерни концепти на уредување, трендовите нудат стилови, бои, материјали и слично, што нивното следење ги прави атрактивно, но истовремено и тешко остварливо, а за многумина и недостапно. Ако се земе во предвид трајноста и времето потребно за менување, подовите веројатно се дел од уредувањето во кој е најтешко да се следи трендот. За ова прашање се консултиравме со Илија Паунков, архитект од Quickstep. Па зависи од самиот клиент, односно има луѓе кои што се спремни да ги следат трендовите. Со тоа што нели тоа не е мала ставка за веќе како коштање. Зависи од поголемиот дел од клиентите се насочуваат кон нешто што е универзално, односно што е безвремено, да речеме. Односно кон оние нијанси како што се повторно давот, бука, јасен, значи оние природни бои што доаѓаат затоа што тие не ја губат убавината. Односно одговараат претежно на сите стилови. Да речеме или во модернизам или во класика си го задржуваат онај свој сјај, да речеме. Токму затоа изборот на под е нешто на што треба да се посвети особено внимание, а при донесувањето на одлуката да се земат во предвид квалитетот, трајноста, начинот на одржување, но и изгледот, кој треба да се вклопи во останатиот интериер. Сепак да видиме што мислат потрошувачите за ова прашање. Дали почесто се бира класика или се следат трендовите? Претежно функционалност, особено жените, значи како пол кој што е, да речеме, на некој начин задолжен за одржувањето, прво го гледа тоа, дали е лесен за одржување, односно дали се приметува прашина, дали не се приметува прашина. Тоа е на прво нешто што се гледа, а потоа е веќе функционалноста, значи таа е како функционалност, евентуално има некои што се ориентираат на некои посмели варијанти. Тоа се, например, ке темните подови се малце поттешки за одржување од аспект на прашина. Веќе па посветлите тонови па од аспект, например, на, да речеме, влакна од коса или некои си такви елементи кои што се позабележливи на него. Така да се сведува сепак на она дрво, класично дрво. Поопширно за трендовите кои ја одбележаат 2016 година ќе зборуваме во едно од следните изданија. А сега следат неколку совети како да бидете во чекор со современото уредување без при тоа постојано да реновирате, менувате мебел и потрошите вреќа пари. Бирајте квалитет, издржливост и стил кој пред се ќе одговара на вашиот карактер, во кој ќе се чувствувате удобно и своји, а трендовски нека бидат детаљите. Ѕидови, украсни предмети, завеси, перници и слично. На овој начин ќе заштедите, а при тоа просторот постојано ќе изгледа поинаков. Правете промислени одлуки кога се во прашање материјалите и амбиентот. Без разлика на моменталниот тренд одберете елементи кои ќе одговараат на вашата личност, животен стил и вистинските потреби. Трендовите одат напред и отвараат нови можности. Применете дел од нив, но останете доследни на себе и уредете простор во кој навистина ќе уживате.
Со Билјана Стошиќ од Центарот за убавена силуета ќе разговараме за тема цаци на тело, нашки познато или Кейси Квантум, еден од апаратите кој што има многу голем број на лепеза од методи и третмани. Зашто поконкретно, Билјана, ќе зборуваме денес? Па јас би сакала прво да објаснам за апаратот. Ова е компјутер со широк спектар на третмани. Може би предходно сме зборувале за некои третмани. Денеска би сакала поточно да се осврнеме на третманите за затегање на мускулатурата на телото. Така, ќе видиме еден таков третман. Се фокусираме на целото лице или само на одредена регија? Прво ќе зборуваме за лице, инаку овие третмани се работат и на тело. Кейси Квантум работи на пулсирачка струја, нискофреквентна струја, со интензитет на бранови кои што ги прилагодуваме според клиентот, нели? Според возраста, според тоа што треба да го сработиме. Денеска би сакала да ви презентирам третман кој што е со малку повисока фреквентна струја. Работи директно на мускулите на лицето, со прости зборови би сакала да кажам едно вежбање или теретана на лицето. Тоа што гравитацијата го прави надоле, ние го враќаме нагоре. Во една првобитна положба, младешки изглед, на некој начин кажано. Така. Веќе како кога ја начнавме, рековме, ја враќаме во првобитната положба, како да начнавме за што се користи, меѓутоа ајде, кои му се индикациите? Кому му е наменет овој третман? Па овој третман е наменет како превентива кај помладите, наменет е кај повозрастните, поточно е повеќе потребен, затоа што атрофирањето на мускулот со самата возраст оди погоре, меѓутоа и кај помладите работиме, од причина што кога доаѓа во трансформација од килажа, при слабење, при некои чувствителни работи што ги доживеале во животот од стрес, тогаш атрофира мускулот и за да не атрофира, ние ги применуваме овие третмани. Така, тоа е оно што ќе го видиме сега. Како започнуваме? Како се извидува овој третман? Како функционира? Овој третман се ставаат лепенки, микролепенки, што ги ставаме на почетокот и на завршетокот на мускулот. На целото лице, имаме, може да се види тука, се работат буквално сите мускули на лицето. Така. Тоа работи на фреквентни бранови, така? Да. Интензитетот, рековме, на брановите е различен според, да речем, возраста и нашата проценка колку е атрофиран мускулот. Кој е временскиот период? Колку време трае овој третман? 30 минути е третманот, не е инвазивен. Ние не работиме тука во силуите инвазивни третмани, немаме игли, немаме болка. Ова е замена за вежбање едноставно на лицето, затоа што вежби во теретана немаме за лице. Така. Во оваа положба, клиентот останува 30 на минути со овие лепенки и всушност самиот апарат си ја прави целата работа. Да, си ја врши функцијата. Со контракција на мускулот добиваме еден ефект на затегање на мускулатурата, а со тоа, да напомнам исто што е многу битно, се намалуваат и подлабоките брчки кои што настануваат при самата атрофија на мускулот. Така. Дали во текот на целиот третман работиме на една иста енергија, на една иста јачина, или тоа значи дека може да се... Може да се менува енергијата. Прво, во почетокот почнуваме со послаба фреквенција, ако е клиентот прв пат особено, додека се навикне на третманот, потоа можеме да зголемуваме до чувство да биде пријатно за клиентот. Така. Иако претпоставувам дека веќе кажавме кому му е наменет, знам дека индивидуално во зависност од оно што го третираме. Меѓутоа, вообичаено колку третмани се потребни за да дојдеме до еден постакуван ефект, да речеме? Па секако дека наша препорачлива бројка е 10 оптимален минимум. Меѓутоа, тоа треба да го решиме тука заедно со клиентот. Зависи од самиот статус на кожата. Немаат врска тука и годините, и возраста. Многу е битно
на кое ниво се наоѓа кожата, тоест мускулатурата. Може да биде со подобар статус една кожа, да речем, од 40 и 50 години, ако е добро негувана, да. Така. Од ова си што го кажавте, верувам дека нема, меѓутоа да потврдиме дали може би има некои несакани ефекти и контраиндикации во овој третман? Негативни ефекти, значи, нема. Може би не сме да се работи кај луѓе што имаат некои потешки оперативни зафати, да речем, во првичниот период, а после тоа веќе може. Да, меѓутоа тоа се индивидуални случаи, да. Посебна категорија на лица. Да. Така, одлично, Билјана. Ако изборот да останете дома и да го изгледате ова издание од Урбан Блог беше добар, се надевам дека истото ќе го направите и за една недела. Останете убаво расположени, урбани, се гледаме точно за 7 дена. До тогаш, чао!